Блаже Коневски, големиот и креативен научник, славист, ги направи најголемите чекори за македонскиот литературен јазик и поезија и еден од најблискавите личности со кои станавме препознатливи во светот. Но дали ние соодветно го почитуваме и вреднуваме, ќе дебатираме со професорката Вера Стојчевска-Антик, историчарка на книжевност и добитник на значајни национални и меѓународни награди. Универзитетскиот професор Људмил Спасов и председател на Советот за македонски јазик и Лорета Ѓоргиевска Јаковлева, професор и научен соработник во Институтот за македонска литература. Останете со дебатната емисија Култура. Колку великанот на македонската научна мисла и литература, кодификаторот и втемелувач на македонскиот јазик, гениалниот поет Блаже Коневски, денеска има централно место во македонската култура? Секако. Неговото име, неговото дело не само што е вткаено во Македонија, во повеќе области, туку тоа е вткаено и во целиот свет. Секаде каде што сум одела по светот, се разбира за славистички конференции, прашања и така натака, Блаже бил првиот човек за кого знаеле буквално Абсолютно. се во странските средини. Така. И като денеска зборуваме од денешен аспект, колку се почитува делото на Блаже Коневски. Јас денес би можела да кажам дека многу се почитува од едно лично мое искуство. Затоа што по промоцијата на мојата книга Мојот професор пророк, подоцна ќе проговориме да, за јас вашите... доживеав еден прием на Блаже Коневски недостижен едноставно од граѓаните. Од граѓаните. Да, Токму тоа ме радуваше што граѓаните пријавуваат. како повторно да го открија Блаже Коневски и до ден денес се бараат промоции, се бараат песните негови и слично, а се пишуваат и многу нови. Дали го делите истото мислење? Збориме сега и како институции, колку го почитуваме? Објективно го има централното место, особено во новата македонска историја, во новата македонска наука за литературата и воопшто во новата македонска литература, во новата македонска лингвистика и воопшто во, хајде да речеме, во новата македонска филозофија. Но ние сепак бевме сведоци неколку пати на обиди за смалување на неговото значење. Ние како факултет, кој што го носи неговото име Блаже Коневски, настојувавме да одржуваме континуирано симпозиуми за неговото дело. Меѓутоа и од друга страна забележавме и тенденции за смалување на значењето, значи што доаѓаше, да речем, од лева и од десна страна, не мислам политички, туку лево и десно. И за жал потоа следеше еден период на паузи, но од друга страна се надоврзувам на професорката Вера Антич, која што вели дека народот е жеден, бидејќи гледам и кај млади луѓе по блоговите, по различните блогови, дописи на интернет и така натаму дискусии, се цитираат цели песни од Блаже Коневски. Значи, читателите се тука. Меѓутоа, за жал, можеби и од нашава средина се настојува науката, уметноста и така натаму, се настојува да се смали неговото значење. Да, пред малку рековте дека некои институции го забораваат. Луѓе, единки, можеби како смислена или како спонтана акција и така натаму, меѓутоа тоа се факти. За жал. Се надевам, сега го поздравувам овој потек на Институтот за македонска литература. Така, да новите Институтот за македонска литература. Потек извондено го поздравувам. Се надевам дека повторно ќе оживее онаму кај што му е местото, нели, меѓу нас, меѓу колегите, се разбира, бидејќи, но и меѓу народот, бидејќи неговото творештво е за народот. Така. Деновиве Институтот за македонска литература организираше научен собир, настан по повод 70 години од првата стихозбирка на Блаже Коневски и 20 Земјата и љубовта и 25 години од неговата смрт. Колку имаш одзив овој научен собир од страна на научната фела професорите? Знаете, тоа е една воспоставена практика кога државата ги задолжува институциите за одредени јубилеи да подготват нешто пригодно. И обично тие пригодни излагања се обележување или во нашите списанија или нели посветуваме час на Блаже Коневски, на оној што се чествува, меѓутоа овој пат прво нашите колеги... Ваша беше иницијатива? Вие бевте во... Да, ние предложивме дека оваа година треба да го чествуваме, да чествуваме 70 годишнината од објавувањето на првата збирка и 25 годишнината од смртта. Таквата
улога ни ја додели државата, ние да бидеме носители на тоа чествување. Меѓутоа, оваа година се случи нешто невообичаено за чествувања. Повеќе наши колеги од институтот пројавија желба дека би сакале и тие да земат учество. И така се роди идејата дека може би е добро да поканиме едно 20 на еминентни истражувачи, познавачи на делото на Конески, со тоа да видиме каква ќе биде реакцијата. Вистина и ние бевме изненадени, бидејќи очекувавме 6-7 евентуално излагања. Имаше голем одек? Имаше, значи, на 20 покани што пративме, имаше 14 пријавени луѓе. Така што тој предпладневен дел го проширивме на целодневен настан. И што е многу интересно, идејата ни беше дека се прашувавме дали за автор кој што е разработен од сите аспекти, ќе има да се каже нешто ново. Едно од тие 12 реферати, добар дел од нив беа апсолутни нови аспекти, нови анализи, нови видувања за Блажа Конески. Блажа Конески, повеќе интердисциплинарни, повеќе културолошки, повеќе со тек на во дослуг со времето. Така, повеќе во дослуг со времето, односно она што сега по 25 години Блаже значи за македонската култура и за македонскиот народ воопшто. Така. Вашиот научен труд е посветен за злоупотребата или употребата на Блажа Коневски, на поезијата на Блажа Коневски во политички цели, односно и политичките партии. Генерално, колку се злоупотребува ликот на Блажа Коневски и делото за политички цели и интереси, не знам колку паметите, меѓутоа антологиските песни Молитва и Тешкото беа употребени во политички спотови. Мене тоа ми беше една провокација и не само тоа, туку факт дека кога и за нешто да се налутиме ние како луѓе, обични граѓани, на Фејсбук постираме некој стих или од Молитва, или од Тешкото, или од уште една песна имаше, Болни луѓе, нели, и се вртеа многу често како одговор на некоја реакција. Инспирација тоа, ми беше инспирација. Потоа дојдоа тие два спота кои што мене ми беа многу чудни, затоа што две политички партии со сосема различна идеологија употребуваат нели поезија која има од ист автор, од ист автор и која има горе-доле иста порака. И ме интересираше дали во тој спот и дали во тие пројави на интернет, на рекламни спотови, на користење на името на Блажа Конески, нели, по повод забраната на изградбата на црквата на Плоштад, го повикаа градоначалникот Джерновски да си го прочита убаво и проучи делото на Блажа Конески. Всушност се допира до суштината на неговата мисла. Мој заклучок беше дека миксот на визуелниот материјал што одеше позади спотовите и илустрацијата на еден известен начин со поезијата на Конески, ставена во овој нов контекст, комплетно го промашува она што големиот автор нас ни го порачуваше. Значи, тука би се надовезал, малку би, да речем, кажал пус нешто во врска со ова. Големите автори, каков што е Блаже Конески, какви што постојат во светот, дека да се повикаме на ова, кај што ми текнува Данте и други, се читаат и препрочитуваат и секогаш се откриваат. И тоа е доброто, и тоа е новото, и тие никогаш не се добро читани крвежа во Хрватска. Секогаш се открива. А тоа тука колку се употребуваат за политички цели и интереси? Значи, ово најнапред ова да го кажам. Второ, има една латинска мисла, многу добра, според мен, една песна. Вели, од познатите поети никој не знае кој
стихови ќе му се најдат на грбот. И можеби затоа Печиновиќ земал си ги напишал самиот, барем да се знае што е. Се, во врска со политичките цели. И исто така, можеби не знаат и во која политичка насока и цела Конески е наш. Тој е добар, од една страна и добар знак, бидејќи е наш на сите македонци, независно од политичката определба сега. Прашањето на искреност е многу важно. Колку искрено некој кога ќе го стави на спот или ќе направи нешто во врска со некоја негова песна ќе го почувствува тоа, или колку тоа ќе биде одговор на оваа првата страна што го направила тоа. Значи, искреноста е многу важен момент. И настојувам и мислам, да се надоврзам на рефератот, дека некои одговори на спотовите се неискрени одговори, колку да се даде одговор. Значи, мораме и ова да го имаме предвид, односно, јас го имам предвид, сум го размислувал. Значи, на некој начин представува и лицемерие. Тоа е судбината на големите луѓе. Меѓутоа, фактот дека го препочитуваме и го откриваме по илјадети пат, тоа значи дека е вечен. Меѓутоа не значи дека треба да го злоупотребуваме за политички цели во интерес на добивање на него. Да, мојата теза беше дека всушност станува збор за намерна злоупотреба. Дека или има еден текст во почетокот на векот појавен употреба на писменоста од Реймонд Вилијамс, познат културолог. Јас се повикав на тој наслов. Асоциацијата беше тој ја критикува едноставно онаа популарна култура која што го расипува вкус. И тогаш кога ја читав книгата не се согласував со него и велам, ама ни на крај памет не ми падна дека може би има таков тип на манипулација кога елитната литература и тоа поезијата, најелитниот тип на таков начин ќе биде искористена. Така ќе се злоупотреби без да се води сметка за она суштинска порака што ја дава Блаже Конески, која што упатува на заедништво, на простување, на здружување на силите, а не на разединување и на десно и лево ориентирање, да речеме се злоупотребува таа просторна ориентација десно и лево на Блаже Конески, да речеме во спотот на ВМРО, да се импутира дека Блаже Конески ја одбира десната варијанта или пак, да не бидам само еднострана, дека спотот на апсолутно нема никој право на Блаже Конески. На СДСМ го заборава оној дел каде што во орото се сплотува народот, нели? И повикуваат на подпирање значи повикуваат на одбир на граѓаните на нивната опција, злоупотребувајќи го Блаже Конески. И уште, ако дозволите уште една реченица, некаде 80-тите години кога дојде Милошевиќ на власт, политиката и Конески, во нин се појави неговата песна "Ако ти е лево, јас десно, ќе им се тргнам" и така натаму. Песната беше со јасна цел против Милошевиќ. Значи беше злоупотребен, што е факт, Конески, неговото творештво, со јасна цел против Милошевиќ. Меѓутоа, она што е интересно, што мене ми направи впечаток, што навистина Конески ги почувствува последиците од појавувањето на песната. Конески потоа пригодно, бидејќи многу внимателно рече дека јас темам врска со тоа, дека тие ја објавиле, ја преобјавиле, и така натаму, и така натаму. Значи, се согласувам со колешката. Сега, веќе да се надоврзиме и на еден ваш текст, кој што го напишавте пред неколку години, за кој што велите дека Блаже Коневски потенцирате, односно дека Блаже Коневски доживеа да биде лично напаѓан, меѓутоа не доживеа да ги види луѓето кои што се припадници на македонскиот народ, да го негираат македонскиот јазик и да го негираат своето минато. Тоа го пишува во свој есеј, негови есеи, што велите вие. Дали можете да ја протолкувате пораката за кој што велите дека... Морам да кажам нешто повеќе. Имам да го работам, го сработив дневникот на татко ми, академик Александар Спасов, од 1983 година. Таму многу често пишува за Блаже Конески. Велите дека е визионер Блаже Конески? Да, и таму не се вели, еве почнаа да го напаѓаат Блаже Конески во Нова Македонија, во Лик. Лик беше културен додаток на Нова Македонија, за тие што не знаат. Го напаѓаа во континуитет Блаже Конески, Славко Јаневски и уште некои, а за Шопов ми се чини, дека ете ги објавуваат и преобјавуваат секоја година како автор и така натаму.
Блаже го доживеа тоа, може не тешко, морам да бидам искрен, бидејќи ве присутен, независно од моите многу младешки години. И меѓутоа одговори на еден многу интересен начин. Постоеше, потоа се организираше на акција на представување на делото на Блаже Коневски по културните домови во тогашната Социјалистичка република Македонија, и на неговото представување, мислам, и вие учествувавте, одевте по Битола, Штип, Охрид и така натаму и така натаму. И учествува еминентни познавачи на неговото дело, и потоа се крена популарноста, интересот за Блаже Коневски, за неговото дело, за поезијата, за прозата и за другите работи, се разбира, бидејќи тог во тоа време не се поставуваше под прашање неговата граматика. За жал, многу несмасно и многу невкусно, да речам, сега најотворено зборувам, беше онаа книга Џуџето од Небрегова, мислам, за која што не сакам да се сеќавам. За жал, така. Тоа е дамка. Дамка на македонската култура, не на Блаже Коневски, на македонската култура, за која што мислам дека и самиот автор потоа се повлече, барем молчешком се повлече, бидејќи се виде дека се претера. Бидејќи дека потоа, како одговор на таа работа, се откри еден многу споменик во центарот на Прилеп, каде што се прилепските великани, се откри споменик на Блаже Коневски. Ете, тоа е, за жал, тоа е судбината на многумина не само за нашата средина. Она што посебно, и уште ова и тука би застанал, што посебно ме воодушевува е тоа што не македонци, луѓе на кои што македонскиот не им е мајчин јазик, тоа го следам по Facebook, по блогови и по други интернетски портали, цитираат стихови од Блаже Коневски и ги преведуваат на своите јазици. Дали на албански, дали на турски, дали на влашки. Значи, го чувствуваат како свој, што е факт, дека Блаже Коневски е дел од македонската култура. Така. Може би се надоврзала пред професорката да земе збор. Ми се чини и дел од рефератот и тоа ми опфаќа. По самостојувањето со идејата да се редефинира македонскиот идентитет, не можеше да Како ја проиде. толкуваме тука пораката дека Блаже Коневски имал некоја визија како визионер дека Апсолутно, значи ќе дојдат времиња кога ќе зборувам сопствениот во народ ќе контекст- го негира сопствениот македонски јазик и Не, сопствената мината. не мислев на тоа. Или во песната Лажни пророци. Може ли некаква порака тука да извлечеме сите Па ние од веројатно неговата... како визионер тој предпоставувал што следи во натамошниот глобален светски контекст и во тој случај и во нашиот контекст. Со самото самостојување на Македонија, нашиот идентитет, нели, никогаш предходно не самостоен, доаѓа во криза и тука се јавуваат разни интереси, каде сме, што сме, како сме. Така, Блаже предвидел дека... без да се нападне, мислам, оној што е столбот на македонскиот идентитет, мислам, во таа смисла беше така и јас го толкувам, нели, обидите за внесување на темниот вокал, за, нели, Џуџето од Небрегово и така натаму. Не би можело да се помести оној столб Бисирков, Рацин, Блаже Коневски, и дека всушност кога пропадна идејата, бидејќи народот не ја прифати таа редефиниција на идентитетот, тој се уште си се гледа во тој столб, се ретерираше од таа идеја, сосема замре таа идеја, што мислам дека е сосема окей. Блаже Коневски, има навестувања дека е можно да се случат и такви превирања, бидејќи како на човек визионер му беше јасно дека ќе доаѓа до раздружување на Југославија, предпоставувам. По бројните промоции на вашите две книги посветени на Блаже Коневски, Мојот професор пророк и Траен изворник, велите дека граѓаните покажале голем интерес, особено и за поезијата и за неговите дела, меѓутоа вашата интенција, како што посочивте, повторно да заживее неговата поезија и неговите дела повторно да се најдат на местото каде што заслужуваат. Колку ние Блаже Коневски бил и ваш професор, вие сте, а потоа станал и ваш колега. Колку
ја познаваме денеска неговата поезија, колку можеме да ја протолкуваме поезијата, за кој што и самиот велел дека можеби од поетска скромност, дека не ја измислува, не ја пишува, не ја создава песната, туку ја открива. После сите случувања што се случија со промоциите на двете книги, па и со вчерашниот симпозиум во Институтот за македонска литература, можам слободно да кажам дека интенциите за да пристапам кон пишувањето на првата книга за Блаже Коневски беше навистина еден подолгорочен молк кај нас за Блаже Коневски, просто едноставно тоа ме побуди да се појавам и јас со мои мислења, бидејќи уште од гимназиските клупи бев влюбена, можам да кажам, во поезијата на Блаже Коневски и на Кочо Рацин. Тоа на факултетот ме следеше, бидејќи на таа група и се запишав. Ми беше професор Блаже Коневски, потоа и колеги станавме, па и заеднички книги имаме напишано. Го запознав добро и можам да кажам дека моето мислење после сите мои проучувања и на пошироката научна јавност, како и на вчерашниот симпозиум, открива дека тој е се уште неоткриен. Има уште многу што да се пишува за него. А најмногу прашања ми поставуваа граѓаните зошто пророк. Некои дури сметаа дека тоа е како библиски назив, зошто тоа сум го употребила. Меѓутоа, мнозина не знаат една друга работа. Кого Блаже го прогласил за пророк? Значи, и Блаже напишал нешто во таа смисла, и еве јас за публиката ќе ја прочитам таа песна. Во 1984 година ја објави песната Кочо Рацин. Значи му посветил песна на Кочо Рацин. И што пишува во таа прекрасна песна? Од сонце, вода и од пот се зачна, на таа песна звукот скрит и таен, музиката на мугри по ног мрачна и зборот толку свој и толку знаен. А таа вода е бистра и ладна, а привкусот на таа пот е горок и со тој привкус на душата страдна се роди песна против гнет и порок и збор се зачу на закана задна, а гласот беше на трагичен пророк. Значи тој не предупредува. Тој во Кочо Рацин открива пророк со една голема вистинитост, зашто Блаже Коневски уште во 1945 година, како многу млад научник, неверојатно време му посветува на Кочо Рацин. Ги проучува сите негови извори, како доаѓал до песните во денови и сите други што ги напишал Кочо Рацин, и доаѓа до неверојатни откритија и во смисла лингвистичка, дека Кочо Рацин толку многу обраќал внимание на народната песна, ја знаел, ја пригрнал искрено, не случајно, и дека за новите песни ги користел тие извори од народната песна, но и измислувал и размислувал поточно кои зборови ќе ги употреби, што за Блаже Коневски, како идниот кодификатор на македонскиот јазик, многу значајно, на 23 труда Блаже Коневски му посветил на Кочо Рацин. А зошто било тоа така и за големината на, би сакала да кажам неколку збора, за големината на Блаже Коневски со гледана преку истакнати светски имиња лингвисти или автори. Се сеќавам добро дека Блаже Коневски беше многу добар пријател со чикашкиот професор лингвист Збигњев Голом. А во летните часови на семинарот за македонски јазик, литература и култура, јас многу често се дружев со Збигњев Голом и тој веднаш почнуваше дискусија за Блаже Коневски. Јас не знам, нашите бројни долготрајни дискусии секогаш се однесуваа на Блаже. Збигњев Голом не само што беше добар лингвист, туку беше и голем филозоф. И тоа го откриваше истовремено кај Блаже, како да ги спојуваше тој заемен однос. И еднаш ми рече, до година кога ќе дојдам на семинарот, јас ќе дојдам со еден најубав есеј досега што никој не го напишал за Блаже Коневски. Јас со нетрпение знаев дека убаво пишува, дека го познава Блаже и очекував нешто убаво, но тој дојде и рече 5-6 пати го кинев ракописот, бидејќи секоја варијанта не ми беше тој најубав есеј што сакам да го напишам, али колешке ви ветувам до година веќе имам искуство и ќе го напишам.
Тој до наредната година почина, не го напиша есејот, а јас го напишав мојот есеј, не напишаниот најубав есеј за Блаже Коневски од Збигњев Голом. Тоа беше 2 години размислување како да го формулира тој најубав есеј. А уште поголем пример би дала преку едно извонредно искажување, искрено, на професорот Манфред Јенихен. Само еден краток извадок ќе ви кажам за да видите што значел Блаже Коневски за тие еминентни светски имиња. Запозна во светот многу значајни личности, научници, професори и уметници, но никогаш не најдов еден човек кој би бил толку генијален, а толку скромен како Коневски. Неговата поезија ги допира екзистенцијалните прашања. Неговата поетика толку многу ми е блиска и возвишена. И честопати кога сум во криза, јас имам болен син, се допирам до неговата поезија и размислувам кога поетот Коневски пее за мигот, кога човек го губи правото да се смее. Така. Уште додека беше жив, Блаже Коневски од реномирани проучувачи на книжевноста бил нарекуван македонски Вук Караџич, прв човек на македонската ренесанса, жив споменик кој што шета по улиците, мудрец на македонското писмо. Дали можете, еве, би сакала, бидејќи можеби најдобро го познавате тука од сите нас Блаже Коневски, што најмногу ви остана во сеќавање во разговорите со него поминати? И како професор, и како колега? Пред малку кажав дека остава впечаток на еден длабок и широк човек кој што уште не сме го проучиле. Ние ги знаеме неговите популарни песни, добро обработувани, познати во светот. Но ако се задржиме и на тие помали песни, помалку проучувани, тогаш дури ќе се замислиме кој бил Блаже и дека секој збор што го пишувал не е случајно или така попатно напишан, туку има своја смисла. Се открива и самата личност на Блаже. А што рекле еминентни проучувачи кои одлично го познавале Блаже, ве само неколку примери да ви дадам. Костас Валетас, мудрец на македонското писмо. Станислав Гоголевски, богата книжевна пројава. Манфред Јеникен, фино чувство на национално достоинство. Владимир Кржиш, Везилка, светско книжевно дело. И наши автори кои изворедно кажале, Атанас Вангелов, Откровение, Васил Дрвошанов, Образец во лингвистиката и во литературата, Гого Ивановски, Човекот во поетот, Коста Пеев за персифијанлизмот на Блаже Коневски, Цветан Станоевски, таа негова величествена едноставност и така натака. Има многу што да се збори, да се каже. Да, и сакам да кажам дека уште толку многу има што да се пишува. Повеќе можеби од надвор отколку... Ево јас да ви кажам, по промоцијата на овие 2 книги, а доживеа за првата книга, доживеа 16 промоции во разни градови, а најголемата беше во Солун, пред еминентни светски автори, се зборуваше за Блаже Коневски. Костас Валетас, меѓу другото, што кажа извонредни искажувања за него, рече најголемата глупост и најголемата грешка во нашиот свет е што Блаже Коневски не ја доби Нобеловата награда. Аплаус од аудиториумот во Солун, од разни слависти, германисти и така натака беше извонредно. А уште повеќе ме изненадува. Еве ја завршив и втората книга, меѓутоа се обогатувам со нови сознанија. Така, например, еден прекрасен сонет за Блаже Коневски напишал Михаил Ренџов. Ја мислам дека прво да продолжиме да дискутираме за да не изгубиме во интерес на времето, би ве замолила. Михаил Ренџов напишал една 4 строфи нова песна минатата година, но таа е извор за целата слика што може да се добие за Блаже, Манол во Битола за Блажевината, а најновата е за Јоан Башевски кој што напишал поема од 1000 стихови наречена Коневски. Така. Еве, слушнавме многу убави работи, меѓутоа морам да кажам дека можеби сте еден од најзаслужените личности кои што се обида, односно кој што помогнаа да се отвори во Небрегово во родната куќа на Блаже Коневски спомен куќа.
за која беше отворена во 2005 година, меѓутоа во 2011 година забележувате на државните институции што еден таков голем јубилеј, 90 години од раѓањето на Блаже Коневски, не го чествуваат. Значи, Дали можеме и смееме да си дозволиме вакви пропусти и грешки за личности кои што се столб на нашиот македонски идентитет? Веднаш да кажам дека не смееме да си дозволиме. И сега могу само да се надовезам, ако ми дозволите, на Збигнев Голумб. Тој имаше голема почит кон вас и мене лично ми има зборувано за вас, мислам за вашите средби, за вашите разговори и така натаму, и голема почит кон Блаже Коневски, кога го пишуваше своето монументално за мене дело за Крушевскиот влашки говор, значи за голом зборувам, тој секое попладне, бидејќи ние соседи бевме нели по земјотресот, секое попладне со голом шеташе од неговата куќа нели до клубот, тогаш едно култно место кај што се собираа интелектуалците, нели, одеа на некоја вечера и така натаму и така натаму. И во еден тоа беше едно големо пријателство. Одеа еден до друг, зборуваа, гестикулираа, одеа пешки намерно, нели, малку да се разодат пред да речеме некоја закуска и така натаму. И во еден момент Голумб често се среќававме, значи доаѓаа кај татко ми, тука се пиеше, нешто се освежуваше и така натаму. И рече за Блаже Коневски во врска со ова есе. Тој е поетус ватес. Тоа би значил поет пророк. Подоцна, повикувајќи се на оваа мисла Кшиштоф Вацлавски, има напишен изводен есе, за кој што ја предлагам по 10 пат, ако смеам да кажам, да го преведеме на македонски. За Блаже Не е Коневски. преведен до сега? Не, за жал не е, инаку би наишол на еден многу убав одглас. А тој беше симпозиум што ние го организиравме, значи еден од нив сум јас, што го организиравме во Варшава, македонистички средби, и изборуваше за Блаже Коневски како поетус ватес. Она што го рековте сега, сите фактички што го рековме, дека тој е пророкот, тој е Блаже Коневски. И тие не умираат, не се исцрпува тоа дело. Тој е Мирослав Крлежа на некој начин, бидејќи повторно и повторно го читаме тој, ако дозволите, Камениот мост. Повторно го читаме и можеме да го препечатуваме и по не знам колку векови. Безвремени личности, безвремени дела останали. Безвремени, тоа е надвор од временската граница. Во таа смисла јас не сум приврзан, иако сум го чул тоа дека е Вук Караджич на таа теза. Зошто? Разликата е голема. Има и сличности, меѓутоа разликата е голема. Попрво Блаже Коневски бил Мирослав Крлежа, столбот на една национална култура. Значи, не го негирам Вук Караджич, напротив, меѓутоа сосема се други околностите, сосема се други настанувањата и така натаму. Блаже Коневски е она што Енциклопедија можеби на македонската филологија. Да, филологија на во сите полиња во еден момент заојува, значи пророкот, поетус ватес, значи ги отвора. Поетус не значи само уметнички поет, не, поетус како предводник на својата култура, на својот народ. И во таа смисла Блаже Коневски мислам дека е неисцрпен и дека треба да се ќе го читаме, ќе го препрочитуваме, ќе го надоградуваме, ќе го продолжуваме на многу начини. И треба да го правиме. Куќата, само уште за куќата. Куќата беше идеја фактички на Миле од Небрегова, нели? Кој што сега е кустос, човекот е во тој музеј. Така, меѓутоа и со ваша иницијатива. Да, и дојде Миле кај мене и така целата приказна ми раскажа, знаете, Блаже Коневски од Небрегова, ваму таму, ајде да почнем. И јас како многу ентузијастички, но и малку песимист, почнавме таа работа да ја туркаме. На крај дојде до, бидејќи ние тогаш имавме фондацијата Небрегова, која ги објавуваше некои негови работи и нешто за него. И дојдовме до различни институции, нормално немаше пари за таа работа. И тогаш, значи, отидов до Криво Григоров и му ја раскажав целата приказна. Тие се знаеле, значи не само вака по читање, туку и по гледање, туку фактички и суштински се знаеле како луѓе. Му се јави на Бранко Црвенковски, тогашен актуелен председател на Република Македонија, и му рече, ама дословно со овие зборови, Бранко, одврзи го кесето. И почна да се тркала целата работа, полека, камен по камен, и се направи куќата. Мојата идеја тогаш беше тоа да биде сврталиште. И беше сврталиште на луѓе од осмолетка, деца од осмолетка, на ученици од средните училишта, на луѓето од факултет. Место каде што е овој симпозиум можеше во Небрегово да се одржи.
Ама да го држевме симпозиумот. Има сала за тоа. Например, Знам, ние ама- држевме како филолошки факултет. Ќе правиме, ние сега наскоро за ќе жал, одиме, со да. смената на политичката матрица која споменавме претходно, почнаа луѓето да подбегнуваат се, фала Богу ги разбираме сите луѓе, нели, во едно позитивно смисло, секој си го гледа својот непосреден интерес. Меѓутоа ќе беше многу убаво тоа место да биде култно. Нешто како што е куќата на Уранија во Охрид, каде што се одржуваат симпозиуми, изложби и така натаму и така натаму. Да, ама тоа не е нешто што не одмината шанса. Не. Но Може досега да- не, може се прашуваме да зашто го досега посетам. немало од 2005 кога бил и- отворен ми вели спомен домот. Ми вели Миле и даде едно интервју тогаш се заинтересира весниците, доаѓаат луѓе, се поклонуваат, луѓе, значи од народот колку прочитале, не прочитале, чуе, не чуе, се поклонуваат и го бацуваат прагот на куќата на Конески. Многу вака беше метафорично кажано и многу вистински. Значи, ја губиме шансата. Ја губиме и не смееме да ја загубиме. Ја губиме шансата да создадеме македонски идол како што се познатите поети каде што се оди на нивните гробови, куќи, Дури од родни. туристички аспект. И од не само бидејќи луѓето се запознаваат. Јас бев сега неодамна во Париз и една од желбите што ги посакав и што го направи беше да отидам на гробот на Жан Пол Сартар и Симон де Бовар. И наеднаш најдов. Или некој странец да посака да Нели? дојде. Не, Ама не, за тоа спомен треба и куќата. други услови, На не многу само- спомени, Да, да речеме, поедна- карти од метро и каменчиња. Ставени од многу луѓе, значи не биве единствениот. Значи тоа станува култно место. Тоа беше замислата со одната куќа. Куќата е преубава. Ќерката Нора го донесе, ја даде неговата работна соба. Значи Нора кога се случи сето тоа и кога виде дека целата таа работа убаво заживе, некој беше цело време во контакт и се разбира со дозвола одеше тој и од внукот и од ќерката и ја донесе неговата работна соба таму што беше еден многу трогателен Меѓутоа колку чествува, мислам колку пулсира. за таа куќа сега нон со- стоп е посетена. Јас би сакала да се Нон стоп е метна посетена малку. толку. Да, поверете, без затоа разговараме. Значи, за да стане едно место култно место, не е доволно само да имаме еден голем човек и една куќа која што е реставрирана. Култното место бара едни политики поинакви. Во насока на Во државна насока поддршка. не само на државна поддршка, значи ние немаме тој туризам што може да се развие, тие ефекти од правење култ од некои наши свети места, така да ги наречам, Еве Плавошник, например, да се управам. бара една покомпактна стратегија за која што ние се уште немаме доволно вкус. Еве јавен предлог. Усет? Ајде, книгата ваша да ја промовираме во Небрегово. Убаво би Еве, било. јавен предлог. Да. Прекрасно. И не само тоа, мене ми беше муабетот, нели јас како истражувач во културолошките студии, многу ми се јасни тие конекции, како нешто може да биде одржливо, познато, за тоа треба малку и маркетинг, малку и приказна која што ќе биде слушлива за обичниот народ, правење еден вид Но дали треба институциите, најповикани како што се Институтот за македонска литература, Филолошкиот факултет да бидат иницијатори? Не Институтот може за тоа да македонски биде. за македонски писатели. Може ли јас да се Извинете, надоврзам? само уште Државата сакам да биде, се значи, посочам поентата. Значи, тоа не може да биде иницијатива која ќе ја спроведе една институција. Ќе отиде институтот таму и толку, еднаш, два пати, три пати институтот има работни обврски. Значи, тоа треба да биде една стратегија која што се уште наш ни недостасува, на поврзување на ингеренциите на различни министерства, на различни институции и исковување стратегија во која што сите ќе учествуваат. Поголема национална Значи, стратегија. не можете да одите ако немате пат. Го направија. Мислам дека се направи Има. патот. Го направи Зборувам, општината. општо Има убави зборувам. иницијативи за Не, тоа. го Не направија можете патот. ако Да, не му знам. дадете некое, не може да биде куќа и ништо друго. И така да можеме да покренеме една, ми се чини, посеопфатна акција, како куќата на Блаже Конески во еден прекрасен предел Небрегово, во една на вистина убава куќа, да ја зголемиме видливоста на куќата, бидејќи како што велите, таа е посетена. Ама
Тоа не го гледаме ние, нели? Мораме да, значи, се да направиме да го гледаме. Да го гледаме. на Беше ова. Веле Значи, Смилевски, сепак треба. друштвото на писателите беа, Да. јас Они бев прво таму. Почна Они иницијативи има направи и ќе се иницијатива. направи Ние редовно повеќе. држевме. Симпозиуми да Меѓутоа, има јас книжевни сакам да одговорам, средби. меѓу другото ме прашавте моите впечатоци од истражувањата. Меѓу најважните мои заклучоци И е личните следново. средби. Следново. Блаже Коневски живеел само 7 години во Небрегово. И тука завршил прво оделение и потоа се преселува во Прилеп. Меѓутоа, целото негово творештво, целата негова гениална мисла, се е поврзано со Небрегово. Тоа мало дете, од 1 година до 7, кое е играло со другите деца во селото, тоа е неисцрпен извор. Целото творештво вирее од Небрегово. А тоа треба многу убаво да се проучи и на некој начин е проучено. Како го напишал тешкото? Како ја напишал Везилка? Сето тоа е во суштина длабоко поврзано со Небрегово. Од Небрегово му иди неговата сила. Затоа кога зборуваме за култот, тој е толку силен, тој е Затоа толку ви јасен, го велите меѓутоа што джинот од нашите Небрегово. интереси како да ги доведиме децата, ученици до тоа култно место, тоа е веќе нешто што слушам дека има доста добри иницијативи да се И тоа постигне. се прави Доаѓа- не е касно и добро е што е реновирано и добро што има пат, значи Се само направи, сега се треба. направи. И- Сега треба Иницијатива една Луѓето една си идат, поголема луѓето да, идат. една координирана акција од сите Заедно институции. со Доаѓа сите едно институции. попладне Блаже Коневски кај нас дома, натажен целиот, татко ми го прашува што се случува, се уива црквичето во Небрегово, паднал покривот. И потоа напиша песна. И потоа напиша песна, се јави на тогашните овој и оној политичар, вака дајте луѓе средства, помагајте ваму таму. Потоа кога му рекоа дека нема пари, бидејќи секогаш нема пари кога ќе побарате од политичарите, му рекоа, тој рече јас ја напишав песната, даде некој интервју, јас ја напишав песната и повеќе ништо не правам. Се обнови црквичката и почитуваниот Остана Светан во Гозданов. светската поезија таа Светан црква Гозданов, почитуваниот ја презеде акцијата, нели, со фреските да се колку толку да се дотераат, се обнови црквичето и потоа таа песна стана една од антологиските песни, нели. Па потоа пишуваше и во списанието прилози во Мано како го славеле Свети Никола. Свети Никола е празник на селото фактички. Так. И ја црта дупката каде што се палел оганот, каде што седеле децата околу, значи погоден оџак да речем и подолен оџак и одоздола иде оган, нели, во зимно време. И како се грее, тоа го напише како труд, нели, еден и така натаму и така натаму. Живееше со тоа Небрегово. И треба повторно да се вратиме ние во Небрегово. Да Сега, се- да живее вистински, Да. меѓутоа тоа претпоставам е потребна поголема иницијатива и од вас Значи, институциите и да влезе во школската научната програма, тела, но и веќе од постои, државата. одат школски екскурзии. Може ли уште еден многу важен податок според мене? Во 1994 година во Блумингтон, САД, се одржуваше 9-та биенална балканистичка конференција. Јас добив покана за таа конференција и бев изненадена, прашував кој друг добил, освен Блаже немаше никој друг. Значи ние двајцата. И бев радосна дека Блаже рече ќе одиме заедно и ќе дојдеме во контакт и со колегите од САД. Меѓутоа, непосредно пред одржувањето на симпозиумот во Блумингтон, 93 година, Блаже почина. Јас толку многу размислував, просто не ми се одеше затоа што отпаднаа сите наши планови за Блумингтон, но отидов. И добро што отидов. Во Блумингтон се случи нешто што јас лично го доживеав и видов. Абстрактите од нашите пријавени реферати беа објавени во овој зборник. Зборникот беше готов и распределен кај американците, до нас уште не беше стигнат. Но кога дојде до нив веста дека Блаже починал, тие ја искинаа корицата од стариот зборник, ја додадоја новата, во која in memoriam е даден Блаже Коневски, како што гледате, а истовремено умре и неговиот пријател, толку блиските пријатели Збигњев и Блаже, и in memoriam се случува за двајцата. Меѓутоа, на корицата е само Блаже, а тоа се случува во САД. Меѓутоа, не е и тоа важно, важно е вниманието што му се оддаде. Пленарната седница што беше закажана за првиот ден ја одложија за попладне,
Затоа што направија седница кој сака да зборува за Блаже, in memoriam. Се јавија сите учесници. Беше борба кој да се јави што да каже. Меѓутоа, најпопуларното беше што бардот на балканистите, Ерих Хем, кој што се сметаше за недостижен балканист, прв зеде збор и меѓу сјајниот говор што го одржа за својот колега Блаже рече: сакам да нагласам дека беше прв меѓу балканистите. 88, ако се и ова една во ова насока, 88 година во тогашниот македонски народен театар, денеска МОБ, Македонска опера и балет. Он беше и лектор во Македонскиот народен театар. На почетокот беше лектор. Не, се за дуго зборам, 88 година, пред распадот на Југославија, во рамките на тогашната културна програма на СФРЈ беше Денот на Свети Климент. Блаже Конески одржа говор, му беше посветен, значи тоа беше нему дадено тоа. И тој говор го пренесуваше тогашната Иван Пишувана за Југословенска радиотелевизија, значи на сите центри, почнувајќи од Словенија, завршувајќи до Република Македонија. Тогаш го предвиде пророкот, го предвиде распадот и се повика дека ние македонците требаме да се држиме за делото на Свети Климент со една символична реченица дека ако некаде свеќата говори за некој светец, во македонскиот дом говори за Свети Климент. Тоа е неверојатно нешто. Ќерката негова, Леонора, ми даде идеја за ова да направам предавање на семинарот пред неколку години и го направи тоа предавање. Значи во таа смисла Блаже пророкот, дополнувам сам. Колегата Спасов има убави спомени, бидејќи беа и комши, и добри пријатели со татко му, и сите овие работи исто треба да напишеш една книга слична на моја. Да се надеваме да видиме живи и здрави. Значи од прва рака. Од прва рака. Значи го знам и во куси панталони, во најсвечено дело, нели? Значи тој е Конески. Го знам во куси панталони. Дали панталони. можеме да опишеме големата величина негова и како човек, и како личност, и како лирски, како суптилен лиричар, како научник, колку и да направиме ретроспектива, колку можеме ние всушност да знаеме за неговото действување вистински и во културна смисла, и во општествена, и во научна, и во уметничка? Па, тоа е многу голема тема и не можеме сега на крајот емисијата да опфатиме, меѓутоа ми се чини дека добар податок е во 2016 година е правена анкета, сега не можам да се сетам од кого, за најпопуларните личности во Македонија, кои што македонците ги сметаат за столб на нивната на нивниот идентитет. На прво место Блаже Конески е трет, втора е Гоце Делчев, значи во 2016, сега пред 2 години. Кочо... И не, во таа анкета не беше Кочо Рацин. На прво место е Мисирков, Гоце Делчев. Гоце Делчев. Така, и на трето место е Блаже Конески, што значи дека Блаже Конески излегува од народот, пишува за народот и припаѓа на народот. Нели, ја многу не го сакам тој израз народ, го сакам изразот повеќе граѓани, кога го зборувам за популација која живее на една територија. Меѓутоа овде е соодветно, затоа што ни граѓанинот не би можел да биде граѓанин доколку не постои таква една врска помеѓу возвишените ликови и оние избраните, кои што во даден миг се чувствуваат повикани да направат големо дело. Јас го сметам Блаже Конески за еден од нив. Така, ја мислам дека сега е вистински миг можеби да се направи, да му возвратиме онака како што он ни дал. Сакам сосема на крај, само професора да ве прашам, со заминувањето на Блаже Конески како вонсириски јазичар, дали се чувства недостиг од лингвист, кој што можеби ќе направи една, или дали има недостиг на јазикотворци кои што сепак го почитуваат македонски? Значи, Блаже Конески создаде извонредна школа. Значи, тука да ги споменам Благоја Корубин, Тодор Димитровски. Значи, се зборам за лингвистиката. Една извонредна, Божидар Видоевски, да речеме, не извонредна школа создаде. И, да речеме, не создаде и нас помладите. Втората, ние ги создадовме следните и така натаму до бескај.
Навистина имаме. Во смисла колку го почитуваме македонскиот јазик, тоа сакам Значи, има да многу кажам. кадри кои што работат, пишуваат и го следат тоа делот, тие темели на Бидејќи он Блажи Кондевски. посочува дека Меѓутоа, за жал, неговиот темелник не е безвремен, дека треба да се меѓутоа, постојано за жал, заменува. Нели со 21 век со ширењето на комуникацијата и така натаму што е очекувано и нормално, за жал не успеваме да го држиме ништето на еден одличен, добар јазик, добар стил јазичен и многу често си дозволуваме разговорен стил онаму кај што не припаѓа. Разговорот е многу потребен, но не онаму кај што не припаѓа и така натаму. Да не зборувам за правописните и сите други грешки, граматички грешки што се прават во однос на јазикот. Потребно е многу повеќе да се направи, особено во наставата, основната и средната настава, и потребни се некои фундаментални основни дела кои што ќе се надоважат на Блаже Кондевскиот речникот, се направи и други речници, толковни речници на македонскиот јазик. Потребна е една универзитетска граматика, потребни се други такви проучувања. Дали имаме капацитет? И капацитетот постои. Меѓутоа, Лингвисти од луѓето тој ранг? бидејќи немаат средства за своите проекти, за својата работа, тоа е за жал и во вашиот институт најверојатно. Не во сите институти, луѓето се одаваат на други работи за да, хајде условно да речем, за да дојдат до некој свет, за да преживеат, за да живеат. Треба многу повеќе да се даде. И огромната работа што овде гледам сте го поставили како многу уместно прашање е прашањето за нашите електорати. Ние сме некоординирани. Тоа и токму ми беше прашањето, колку државата финансира за афирмација на македонскиот јазик во тоа не е светот? сето усогласено, така што излегува дека овде има средства, па одат ваму, да речеме, не таму кај што треба, овде нема. Меѓутоа за афирмација на Како македонскиот да нема јазик една во светот. централа. Ние ги загубивме електоратите. Морам да ве подсетам и публиката да ја подсетам дека постоеше во свое време Комисија за културни врски на односи со странство и во неа постоеше подкомисија, да го споменам почитуваниот господин Михаил Бандер, ако се сеќавате. Значи, тој ја водеше како администратор, да речем, во денешна гледна точка. Инаку, председател на комисијата беа познати личности, Матеј Матерски, кој споменавме и многу мина други, која што водеше координирана сметка за овие работи. Ние имавме многу лекторати. На тогашниот Запад и на тогашниот Исток. Сега, кога нема Сега во каква позиција сме? Многу лоша. Ги губиме еден по еден, бидејќи се скратуваат средствата, се пренасочуваат на нешто друго и така натаму и така натаму. И семинарот за македонски јазик. Средини, значи не сме само ние само виновни. средствата. Не сме само ние ни Тоа е виновни. една голема тема. Не, голема тема, убава тема е. Голема тема. Меѓутоа, Можеме- настојуваме заслужува повторно да посебно. формираме едно координативно тело, координацијско тело, како што постои, споменах Хрватска, да ја споменам Словенија, кое што ќе води грижа за овие електорати, и бидејќи тие се и за семинарот е составен дел од сето тоа. Бидејќи во Сега, зимска значи, варијанта имаме и многу во суштествени летна проблеми за варијанта. кои што Профилот порано треба да и ги сега, решаваме. кои доаѓаат Мислам на дека семинари, тоа е Значи да се води да се Грижа. координативно тело кое што фактички го поттикна тоа. Верувајте ми, лекторатите ги губиме и треба да се заплашиме, бидејќи лекторатите се културните амбасади на странските Апсолутно. Јас би универзитети. се За кој вклучила што- со еден збор, тука нема многу да Сосема одземам на крај, време, бидејќи Мислам дека новото време, кое што не можеме да го негираме, колку и да сакаме да се вратиме во некои стари, подобри времиња, бара нови стратегии. Новите стратегии треба сериозно да се обмислат, затоа што старите стратегии се покажаа во ново време неуспешни. неуспешни. И тоа се прашања на кои што сериозно треба да се посветиме, какви стратегии треба да направиме, дали тоа функционира на овој или оној начин, и за новото време да можеме да го фатиме чекорот со новото време. особено Така, на јас се цијалните надевам дека прашања. ќе имаме и други мислам емисии дека кои што ќе координативни тела, извинете, Не, ама се знае ама нека не ми се соодветни на е таква соодветно. голема Не, задача. мора да се протиставаме Добро, соодветно. да. Например, во Хрватска, да речеме, меѓутоа немаме време. Да, ако- тоа ќе ни закажете Да речеме, нова да. средба. Нова средба за електоратите кои Хрватска што го плаќа својот електорат во Москва, целосно. Или односите Србија, Русија, ваму таму. Тоа е наш така. круцијален програм И во кој што други треба држави прво е да се така? решава. Да, ама самата Јас Хрватска ви особено благодарам лоша. на гостувањето. Ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од оваа емисија. Ви посакувам и понатаму да продолжите во вашите ангажмани за афирмација на делото на Блажа Кондевски,
кој што навистина е наш столб за македонскиот идентитет. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. А вие продолжите со афирмација на македонската култура. Ви благодарам. Ја следевте дебатната емисија Култура до гледање.